Родиме мајко функционер и фрлиме во Македонија. Нешто што секој пратеник, директор, министер би го посакал. Постои ли роднинско-партиски октопод во владата на Зоран Заев? Синот во Елем, братот во Рекбитола, сестрата во Мепсо, шурата во влада, зетот во МНАВ, партиските војници во водостопанство, железница, пошта. Заменици директори за задоволување на партиските апетити. Управни, надзорни одбори на големи компании ги водат деца. Може ли кренатото знаме на НАТО да ги засени скандалите со кои се соочи владината коалиција во земјата? Антикорупцијската комисија стартуваше со дамка во изборот на еден од членовите. Сега е пред тежок испит да ги сузбие појавите на непотизам. Во 24 отворено вечерва дебатираме со Нури Бајрами од Антикорупцијската комисија. Добра вечер и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Добра вечер и добро ве најдов. Мери Јордановска, новинар што долги години ги истражува појавите на корупција, непотизам во сите ешалони на власта. Професорот Драган Гоцевски, добра вечер за вас. Добра и вечер. Марко Панковски од Институтот за демократија, кои што исто така имаат својни истражувања на оваа тема, ќе можеме да ги елаборираме во текот на емисијата. Добра вечер. Почнуваме со она што е можеби најактуелно деновиве. Господине Бајрами, вие бевте избран во Комисијата за спречување на корупцијата. Меѓутоа, и вашиот избор фрли дамка на сето она што тамо се случуваше изминатите денови, според некои оправдано, според некои неоправдано. Вие сте вечерва тука и имате една фина и ексклузивна шанса да го објасните вашето видување на работите. Баџанак на Талат Џафери. Што тоа значи? Па, баџанак значи роднина по сватовство втор степен. Значи имавме толкувања разни, правни толкувања од компетентни луѓе имавме баш вчера и сега, ако ќе споменам дека беше тоа министерката Рената Десковска, го споменувам поради компетентност, а не поради тоа што е министр. Како ќе се разбере, не знам, но значи јасно е дека по сватовство кои луѓе спаѓаат, тоа ќе го оставам на другите правници, бидејќи некој ќе мисли дека сум субјективен и во овој случај не сакам да се остави уште повеќе дамка дека јас сакам тука да се заштитам. Тука сум да ги разјасниме работите. Значи, во моментот, во ова постапка нема судир на интереси, бидејќи судирот на интереси не треба да се прејудицира, него треба да се случи. Имаме прв пат спроведување на една постапка по јавен оглас на овој начин. Кога велам прв пат, тоа значи толку години, скоро 30 години, политичките партии, сите избрани, именувани, назначени, раководни лица не придонеле, а што е должност од политиката и секој функционер што врши јавни овластувања, барем да ги унапредува тие постапки и да предлага да имаме подобри закони. Но ние досега, без да спроведуваме закони до крај, критикуваме дека не чинат законите. Значи, кога веќе не спроведуваме закони, тоа значи дека не знаеме да правиме добри закони, што се докаже до пракса, а плюс непочитувањето е веќе друга работа, што од момент до момент подразбира све. И непотизам, и корупција, и суди на интереси, и злоупотреба. Јас се пријавив на овој оглас, имаше опција и слободен пристап до информација од јавен карактер, каде сум бил поблизок цело време од 2006 година навамо, но бидејќи не беше јавна, значи немаше интервју, не се пријавив. Значи, Талат Џафери е 16 години во политиката, а јас се воздржев од сето тоа, ама да не бидам ни член на некој управен одбор. Добро, зошто сега токму дојде моментот дека треба да бидете дел од некое тело? Поради тоа што беше јавна постапката. Поради тоа што имаше интервју. И сега дали има дефекти, пропусти? Значи самиот закон закасни, знаеме сите како се донесе
и знаеме сите како требаше да се спроведува. Ние во Македонија секогаш немаме време, секогаш касниме. И затоа и овде се закасни, имаше скратени рокови. Членовите на комисијата се пожалија дека се многу куси роковите за да се запознаат со вашите биографии, за да можат мериторно да ги постават прашањата што можеби би ги сакале да ги постават. Сега некои од тие факти им биле ускратени. Им биле ускратени, точно, но проблемот е во тоа што во ниеден е оглас и во ниеден закон врз основа на начелото на еднаквост не може да се постави услов, посебен или општ услов, да образложиш со кој си, во која родниска врска си со јавни функционери. И не може да се постави. Извинете, само ако може. Судирот, да довршам, судирот на интереси во овој случај ќе имаше директен суди на интереси и непотизам ако Талат Џафери ќе беше член на комисијата за селекција или комисијата за прашање на изборите и именувањата, тогаш ако не се иземаше тој, ако не пријавев јас, ќе имаше директен суди на интереси. Другата постапка, дали комисијата имаше време, тоа е наша пракса. Значи, ние требаше тоа да го направиме на време, за комисијата да биде точно информирана, да може да истражува и да поставува прашања, значи Добро, исти прашања за сите. Другиот дел од прашањето и веројатно немаше, но еве Јордановска да ве вклучам како вие го видовте овој избор, со оглед на тоа што јас само да кажам имав шанса да разговарам со луѓето од комисијата, немаше ни еден што имаше сомнеш во кредибилитетот, професионалната активност, професионализмот и сето она што го поврзува Бајрами со ова функција. Да, јас сакав најпрво само да додадам околу судирот на интереси. Вие рековте дека не може да се прејудицира пред да се случи. Сепак секој функционер е должен да достави изјава за евентуален судир на интереси до антикорупцијската комисија токму, така што секако и вие тоа би требало да го наведете во изјавите и не е дека тоа нешто што треба да се чека да се случи, туку едноставно е обврска на секој функционер да каже дали има некој близок член од семејството вработен во друга државна институција, доколку дојде до случај да има постапка. Еве, имавме случај со господинот Џафери за друго и за вработувањето на ќерка му, така што ако таков случај дојде до антикорупцијската комисија, вие ќе треба, јавноста треба да знае доколку вие роднина, така. Точно. Значи, тука ако има случај, сега не можам да зборам вечерас во име на комисијата. Да, апсолутно. Вчера имавме прв работен ден и утре има веќе прва седница. Мислам дека се и медиумите информирани, прва јавна седница. И да не заборавам, ќе има став и од комисијата за мојот случај. Односно за нашиот случај, бидејќи стана хит и сега ја почна да се представам веќе не како Нури, него како Баџанакот. Да, мене ми е Значи, искрено... само да одговарам, ве молам, само да одговарам. Значи, законот, кога ги предвидува општите и посебните услови и предвидува како ќе се спроведува постапката, кога се спроведува постапката и има сознанија и докази, неискажани или некој не ги гледал, тогаш веќе влегуваме во таа сфера и треба да се гледа дали има. Ако има и судирот на интереси не е ништо друго, една состојба каде службеното лице има интерес, кој интерес може да влијае да ги врши работите непристрасно или несоодветно јавните овластувања и службените должности. Ако никој тоа не го пријави, значи имаме судир на интереси и да не знае, морал да знае. Значи мора да се пријави, точно. Тогаш веќе се констатира и постапката треба да се поништува и така натаму. А за вработувањата што се случиле, ако тоа се случи, ќе дојде предмет пред мене и ја точно ќе гледам дека ако има суди на интереси и ако моето присуство ја пречи комисијата, законот предвидува иземање, за да другите да не влијаеме. А дека некој може да влијае врз мене, многу тешко е тука да го кажам, бидејќи е субјективизам. Нема шанса, бидејќи при крај на работен век сега ќе направам кариера. Во животот не сум бил ни максималист, ни материјалист, ни кариерист. Не сум за тоа тука.
не да ве убедувам, на вистина е така. Не, видете. Од сите тие што ме бев оригинален на интервју, точно онака како што беа поставени прашањата. Дали некој од нас требаше тоа да го каже? Да имаше информации, да беше поставено прашањето, ќе го изјаснеме и немаше да се крие. Може би требаше вие да си го поставите, односно кажете тоа, за да нема понатаму дамка. Така не беа многу почести работите во однос на одлучувањето на комисијата. Ама ве молам, сега некој можеби знаел, прашал, тие изјавија дека не знаеле. Ја немав појдовна врска или точка како тоа да го кажам. Луѓе, јас сум тој и тој. А да беше поставено, значи имаше пропусти. Можеше да биде и комисијата, и седницата на комисијата за избори и именувања, прашање на изборите и именувањата јавна. Можеше и тука да се види. И сега толку филтри, јас субјективно, без да биде наведено нигде да се јавам, тоа ќе беше помпозно и чудно. Бидејќи пропусти ги имаме сите. И сега прв пат ова се случува. И излегува некој афективно, инерционо и го нарекува и го квалификува со толку увредливи зборови, подло, значи ниско, безобразно, без никакви аргументи, без да ги гледа пропустите, значи не ме оцрнува само мене. Стави дамка на мене, на талат, на комисијата и на сите тие фактори што прв пат седнат тука од Вие мора да академија. знаете дека ова општество е сензитивно на сите појави на непотизам, на можен непотизам и на сето ова, бидејќи знаете ни што се помина и сега реагира бурно и добро е да реагира бурно за да можеме понатаму да одиме со поотворени карти. Да ви кажам искрено, може го кажав тоа емоционално. Мене добро ми дојде и благодарам што ми дадовте можност, бидејќи денот на заклетвата немаше шанса да се разјасни. Тоа и ми остана некои мисла недовршени. Не повеќе, јас сум работел исто како новинар. Сум истражувал, сум бил на терен, сум ги слушал луѓето и сакам да ги слушам. Но проблемот е да направиме рез. Бевме зад кулиси, партиски листи зад затворени врати, што никој не можеше да види, или ваквите вработувања, кои имам едно долго искуство од работни односи, човечки ресурси, ако ќе имате прашање, ќе можам и да ги кажам и дефектите кај се. Значи, тие не се јавни. Случи во еден сензитивен период кога секој ден сме бомбардирани, секој ден дознаваме нови и нови информации за тоа чиј брат, чија сестра се вработил и во целиот тој куп на вработувања, да, можно е да се протнати и луѓе во случаев како вас, за кои што и многу мои колеги, сите што беа во комисијата се согласија дека сте апсолутно компетентни за таа позиција. Меѓутоа, во целиот тој куп од вработувања по партиска, по роднинска линија, најверојатно и ќе се протнати такви кои што се компетентни, меѓутоа во целиот овој хаос нема да бидат препознаени како такви. И тоа е многу сватливо за јавноста, бидејќи со децении сме веќе сведоци на вработување од овој тип и оттаму се и реакциите. Иако пак ја кажам, добро нешто во ова е што целото интервју и целиот се одвиваше на многу јавен и транспарентен начин, низ повеќе филтри, што имаа можност и новинари и членови на граѓански организации да учествуваат и јас пред се имам доверба, еве не ве познавав, меѓутоа имам доверба во колегите мои кои што учествуваа во одлучувањето и апсолутно застанаа зад тоа. Меѓутоа е многу сензитивен период во општеството кога сме бомбардирани едноставно од партиски вработувања да секој реагира различно. Гоцевски, од морален или од законски аспект, гледате ли вие проблем во назначувањето или изборот на господинот Берем? Вака, како и за секој проблем, кога се вклучува правна компонента, треба да се запрашаме првин дали делото за кое што се разговара е пропишано, дали како такво е забрането, доколку е, треба да се провери начинот, односно нормата, како го пропишува, да се види дали е поразно, дали не е поразно, дали е заобиколено и така натаму. Доколку не е пропишано одредено дело воопшто, или ако не е пропишано како забрането, тогаш влегуваме во друг вид на расправа, дали е посакувано или не посакувано, дали е штетно и какви последици остава по организацијата во која што се случува, во заедницата, поблиска регион и така натаму. Во конкретниот случај зборуваме за суден интерес. Сега мене е некако жал што почнуваме веднаш со гостинов кој ќе го поздравам како член на државната комисија за спречување на корупција и е прилично доблесно и тоа го ценам што самиот доброволно дојде тука да разговара со сите нас. Зборуваме за судирна интерес кој е претходна состојба. Судирна интерес е нешто
состојба, ситуација помеѓу две или повеќе инстанти, сакате луѓе, физички лица или правни лица се едно, но принцип физички лица, код каде што едната страна располага со јавно властување, располага со јавен имот, со јавни пари, со јавна функција. Доколку се најде во ситуација да од другата страна се наоѓа физичко лице кое што може да искористи поради блискост. Каква и да е таа? Сега законот е прилично експлицитен, наведува повеќе основи, но да не се губиме во детали дали е блискоста, родбинска врска, член на семејство, сватовство, странично 4 нивоа или длабочина. Законот исто така вели сите физички лица со кои што постои приватен интерес. Каде завршува судирот на интерес? Кога ќе се оствари интересот, а никој за тоа не знае. Тогаш станува корупција. Ако си ги зел парите, ако си му најавил за да ја спушти цената, да биде најевтин на тендер и да го добие тендерот, тогаш станува корупција. Се до тогаш, ако го обзнаниш или најавиш присуството дека физичкото лице од другата страна некако се знае со тебе, до тука имаме судир на интерес. Судирот на интерес треба да е превенција за да не настанува корупција. И не треба да го стигматизираме. Каде заглавува и мислам дека конкретно во случај со членот на Државната комисија за спречување на корупција чисто процедурален. Законот што годинава стапи во сила во таа верзија на законскиот текст предвидува во случај на вработување да работодавецот или јавниот орган кој што врши вработување доколку сознае, добие сознание дека лицето кое што се вработува е во некаква родбинска врска, на некаков начин е близок или на друг начин има приватен интерес како физичко лице со работодавецот, тука читајте било кој во било која фаза од постапката на селекција на вработување. Треба да го обзнани тоа и да побара свое иземање и иземањето да го стави на записник. Тоа значи било да е во комисијата што го интервјуирала, било да е затоа што крајниот работодавец не е комисијата што го интервјуирала, туку собранието. Собранието 62 гласа во собрание на крајот на краиштата избра оваа комисија. Така да било кои лица кои што биле во некаков судир на интерес, тука читајте по каков било основ, требало само да го обзнана тоа, да го стават на записник и да се иземат од гласање. Толку. Така да кажете дека Талат Џафери погрешил што не се иземал од гласањето? Јас не знам, искрено не ги броев гласањата, доколку не се изел на записник и гласал, председателот на собранието во својство на пратеник примус интер парес, тој влегол во судир на интерес. Само процедурално затоа што не го обзнали. Не сакам да навлезам во материјална расправа во квалитетите на господинот кој што првенствено почнувам го ценам и е многу доблесто што дошол тука. Така да не навлегуваме во неговите лични квалификации, во неговите лични квалитети. Процедуралниот момент за кој што дискутираме е дека требал било кој што дигнал два прста за тој да се вработи, да каже јас имам некаква блискост со него, нема да го поддржувам, ама нема да гласам. Толку, тука завршува чисто процедурално прашање. А понатаму за други основи може да разговараме околу другите вработувања, но ќе ми дозволите. Значи не е веќе во новиот закон приватен интерес, е финансиски, бидејќи има разлика. Не беше јасен, сега финансиски интерес. Значи овде во овој случај не се гледа финансискиот интерес, бидејќи треба да се случи постапка каде што ќе има последици со финансиски интерес, прво. Второ, сватовство до втор степен, значи треба да ги разгледаме добро тоа што го дефинира законот. Имаше и одлука на Уставен суд, што мора да се гледа добро, бидејќи ако не е толку јасно, треба да се редефинира, бидејќи имаме конфузија. Значи, кога некој го третира дека сватовство во овој случај не е, и не е веќе квалификацијата приватен, него е финансиски интерес, тогаш најдете го тоа да го толкуваме точно и да гледаме дали тој требаше да се иземе. Бидејќи постапката ја водеше по комисијата за селекција, а листата ја формираше друга комисија. Само кај гласањето нема да навлегувам. Тука нема да дава мислење, утре комисијата ќе дава исто едно толкување и мислење од ова, и ако не е јасно ќе побараме. А дека намерно сме го пречутеле, ја искрено да ви признавам јавно дека не сакав влијание, не влијание, него лобирање не прифатив. Мојабет го познавам веќе 10 години. Еко, нека провери некој дали со некого сум контактирал. Чисто точно не сум од политички партии, плива во тие води
И само кога гледав, бидејќи работев видеопродукција, ги поминав сите кампањи, не ги слушав, него ги работев со месеци, со долго време и со толку трпение, и ги слушав нивните изјави за да ги монтирам тие прилози по неколку пати. И секогаш опозиција или други критикуваат, не памтат што зборат, практично действуваат исто. Тоа веќе стана мачно што чудо народот како го трпи и како не може да најде начин да се заштити од тоа. Сакате само да ве навратам малку на ова што го кажавте пред неколку реченици. Сакате да кажете дека ако се знаеше дека вие сте во некаква сватовска линија, тоа може да значи и влијание врз пратениците за да гласаат за вашиот избор и дека тоа би било можеби конфликтот? Не. Јас само реков на почетокот, јавно, и кога реков има интервју и посебни комисии, значи ќе се утврди се пред време, за да не дојде до тоа. Но дојде до тоа поради пропусти, можеби од сите. Можеби некој пат треба да се гледат подобро тие постапки за да има време да има и истражување. И за таа комисија немала време, нашите CV беа доставени истиот ден како тие се изјаснија јавно. И значи тие можеле барем не само тие групи на прашања кои што ќе зборува и ќе одговара, него требаше посебно за секого да биде поставено. Тие, бидејќи не ги имале тие информации, од тоа што го знаат и кого го познавале, поставувале посебни прашања. Ние што бевме условно речено анонимни, значи немале можност да не прашат подетално. И сега тука не може да се снајдеш, ја го реков во почетокот, без никој да го иницира, без никој да го прашува. А во моментов човекот што се споменува е крајен, значи не е во постапката, тогаш не може да од напред да констатирам дека ево да дигам рака, јас сум тој. Се слушавте ли во периодов со Џафери? За да се слуша. Дали се слушавте, дали комунициравте во однос на оваа тема? Ние комуницираме. Значи, има еден впечаток од дистанцата што ја држиме, има впечаток дека ние не збориме. Имаше и такви најави по порталите. А он знаеше господинот Џафери дека ќе конкурирате? Јас веќе реков ќе конкурирам бидејќи јавно и значи има кој да процени. Иначе досега се воздржав да не конкурирам. Не дали господинот Џафери знаеше однапред дека ќе конкурирате? Инсистирате на приватни работи. Сега ја да ви кажам и што сум зборел и за фамилијани Добро, работи. дали беше запознаен со целата Па запознаен кога постапка? доставувам документи, сигурно дознаел дека и јас сум кандидат. Сега тоа не може да се крие. Не, дали вие му кажавте пред да доставите, тоа беше прашање. Тоа е приватна работа што тука било како да го кажам, никој нема да го цени како што треба, ви молам. Добро. Господин Панковски, сведоци сме изминативе денови на бомбардирање на јавноста со вести за вработување на луѓе, односно деца или братучеди или роднини на функционери во државни компании, во државни агенции, што некако ја скандализира целата јавност и создаде еден одиум кон тие луѓе. Мислите ли дека тоа создава простор за вистинско сомневање дека работата не оди на прав пат, ако знаеме дека, не знам, во Елем се вработени 500 луѓе за година и пол, а имаме примери од 5-6 луѓе кои што ги знаеме дека се деца на функционери? Тука се работи за еден многу специфичен проблем. Конкретно за случаите што сме сведоци, што ги гледаме во јавноста за деца на пратеници или поголеми функционери што беа вработени во компании од целосна државна собственост, бидејќи многу е тешко тука да се утврди дали се работи за непотизам или стварно овие луѓе ги исполнуваат критериумите. Проблемот што тука се создава се поврзува и со дискусијата од претходно. Во услови на комплетна недоверба на граѓаните во институциите, секоја мала грешка, фалинка се гледа многу критички, се обзервира и така и тоа и случај и со овие вработувања. Бидејќи се додека ние не изградиме доверба во институциите, сите овие вработувања ќе се гледаат низ призма на тоа дека тие се со врски, особено ако се следат и
и анкетите, истражувањата што покажуваат дека континуирано се зголемува недовербата во институциите и дека голем дел од граѓаните сметаат дека за да се заврши одредена работа потребни се роднински врски. Во таков еден општествен контекст се случува овие вработувања да се гледаат така. А многу е проблематично што критериумите Мислите ли дека тоа е проблематично заради тоа што немаме увид во постапките, значи немаме никаква транспарентност нема во овие вработувања, бидејќи кога ние би знаеле дека од 10 кандидати овој заради тоа и тоа ги исполнува условите, можеби не би имало проблем. Па тоа е еден од поголемите проблеми што критериумите се преопшти и се направени на тој начин на поголем број на кандидати да се вклопат во тие критериуми. И целата постапка не е доволно транспарентна, иако има огласи, јавноста нема увид на тоа како се избираат тие вработени, особено што ако се гледа дека овие неколку случаи што беа во изминатиот период, но и претходно се работи за неколку атрактивни компании каде што се повторуваат дали е тоа Елем, Мепсо, дали тоа е МНАФ, значи се работи за места каде што платите се надпросечни, додека за други места во јавната администрација па нема доволен број на кандидати и голем дел од кандидатите не се квалификувани. Тука потребно е да се работи на интегритетот на процесот при вработување, бидејќи тој интегритет за тоа подразбира самите критериуми да се подобрат, да се специфицираат, како се следат тие критериуми за да се изгради довербата за утре доколку еден квалификуван кандидат се вработи во една од овие компании, тоа да не се осудува директно од јавноста. Добро. Господин Бајрами, ќе ги отворите ли во антикорупцијската комисија овие прашања околу вработувањата кои што се до ниве многу актуелни? Видите, претhodно би сакал да кажам нешто друго. Значи, тоа го реков и на интервју. Имаме политика која треба претежно да ги предлага законите, превентива, и имаме правосуден систем. Измеѓу е јавниот сектор, приватниот сектор, имате невладини, имате медиуми, имате и други, односно сите граѓани подредени во овие структури. Ако ние не се издигнеме хоризонтално или нема да функционираме како што треба, значи ако ние не наоѓаме вакви решења кои ќе бидат транспарентни, ние нема да чекориме напред. Самата комисија како комисија, поради вакуумот и сето тоа што стана, е во очи на јавноста пред македонската, односно нашата јавност и меѓународната исто така, и мора веќе да се измени целосно и мора да постапи точно, да се обидува да го спроведе. Но вие сега малку зборувате како за една идеална држава во која што сето тоа ќе биде поставено во едни рамки скандинавски и после тоа ќе ви биде лесно да функционирате. Така да, меѓутоа вие треба да функционирате во многу поинакви услови. Не, само ова сакав да го кажам. Го кажав ова за да регрутираме укажувачи, да не остане комисијата да профункционира само врз извештаи годишни или полугодишни од други институции и врз информации од медиумите. Значи, тоа ќе биде мала работа. Значи, по пријава, по службена должност и само зависи дали обемно ќе може да се зафати се да се проработи, сега сме за време, значи избори доаѓаат, дали ќе може да се вратиме назад на трупаните предмети, а другото, по новиот закон и ингеренциите се тие, мора интензивно и да се побарат сите, ако не сите, барем сите сомнителни случаи да се стават на маса и да се произнесува комисијата. Добро. Пред да ја продолжиме дебатата, сакам да ја видиме изјавата на премиерот Заев, дадена пред малку, прашан токму за овие вработувања во компаниите што крена многу врева во јавноста. Имам листа на ваши народни, на членови на вашата партија кои што се вработени во државни институции, синот и братот на Мира Стојчевска, близок роднина на Љупчо Николовски, сестрата на Кирацовски, мајката на Костадин Костадинов, па на вашите коалициони партнери, синот на
ќерката на Тала Џафери, синот на Горан Мисовски, ќерката на Емилија Александрова, сопругата на Зечир Рамчиловиќ, сестрата на Асаф Адеми, сестрата на Крешник Бехтеши. Сега барем имате услови во влада, имате и монитори, покажувавте како се движи економскиот раст, покажувавте и други ваши успеси. Многу е лесно тоа да кажете дека се примени на регуларна постапка, регуларен конкурс и дека се достојни за таа работа и ги исполнуваат членовите. Кога ќе го направите тоа да ја објасните на јавноста дека тие се примени на редовен конкурс, ги исполнуваат условите и не се примени затоа што се членови блиски на членовите на вашата партија? Ево вака, денеска на работните состаноци во владата, заради тоа што тоа е актуелно прашање, ги засега граѓаните, има сериозни коментари, ја отворивме темата за да направиме конкретна анализа и проверка на оваа работа. Ќе видиме сите постапки како се направени. Знаете, во последната година имаме 40.000 вработувања, доминантно во приватниот сектор, но е еден голем значаен дел да се во јавните институции на упразните места. Ќе направиме самата анализа, ќе видиме постапките, секаде каде што има привилегии, протекции или било какво влијание, секако ќе бараме повлекување на таквите места, заради тоа што навистина сакаме да испратиме порака дека сите во општеството, дури и деца или не знам било кој на некој функционер, има шанса во ова наша Македонија. Зборуваме за 20 места од 40.000, например, работни места, или еве дека се 25.000 во јавни институции, општински, државни или акционерски друштва, јавни предпријатија или слично, но и да се работи за две места, треба тоа да биде транспарентно, треба да биде покажано на граѓаните, да видат сите. Не бегаме од одговорност, ќе ја видиме секоја можност, како тоа е направено, дали имало компетативност, кои се биле критериумите, како е завршено и ќе го соопштиме на јавноста доколку има и ќе бараме секакви одговорност за тоа. Бајрами, да не ви ја земат работата владата сега, ова ми се чини ваша работа е повеќе. Јас верувам дека ние ќе бидеме многу озбилни во ова, бидејќи е време и околностите се такви. И имавме и поминавме низ многу компромиси, ама со корупцијата нема компромис. Значи, барем јас така размислував секогаш, а од денот на именувањето, барем кога е корупција во прашање, и тоа јавно го кажувам, немам пријатели, немам блиски, немам роднини и да ме држите за збор. Колку можам да придонесам? Дали сме ние толку спремни? Ако не сме, тогаш, како не именувале, можат и да не разрешат. Но дека сум тука да дадам придонес сето искуство, сум. И тоа ќе го направам. Јавно го кажувам. И не сум тука линк на ничија партија, ни ви кажам дека нема шанса никој да влијае. Ќе ме следите и ако сознавате, тогаш ќе се преиспита мојата одговорност и мојата етика како човек. Мора. Јордановска, Задно време е да се бориме многу сериозно. Ако ги погледнеме изјавите на функционерите изминативе неколку денови, тие сите укажуваат на една ситуација дека и децата на функционерите треба да добијат еднакви шанси за работа, што секако не е исклучено дека треба така, но мене повеќе тоа ми звучи на едно оправдување. Да, мене оваа изјава искрено на премиерот Заев ми звучи многу популистички, да се изјави дека ќе се разгледаат како да се тоа неколку, па само новинарот го чувме дека наброја 15 работни места за 2 минути, има уште стотици. Предпоставувам, тоа не е нешто што така може да се отвори, сите конкурси да се отворат во МЕПСО, сите конкурси да се отворат во ЕЛЕМ, сите конкурси во општините и така тоа на владина седница се види кој чиј роднина е. Мислам, тоа е прво невозможно физички да се направи, друго не знам колку би дало некаква плод. Друго, следејќи ги изјавите претходно на министрите, еве вчера изјавата на министерот Дамјан Манчевски, кој што рече дека најдискриминирани во државата во последните 10 години биле членовите на СДСМ при вработувањата. Јас не гледам тука тенденција кај владата да расчисти со овие партиски роднински вработувања. Баш напротив, тоа ми личи како да секој чекал да дојде на власт, да зема партиска книжка и за да добие работно место во државни институции. Така што не гледам тука некаква тенденција да се расчисти со овој проблем, особено кога се зема предвид па дека ни се повторува. Истото ова ни се повторува и веќе имаме големи трауми од претходната власт, а сега истото го гледаме како копи-пейсти во оваа власт.
така што и изјавите се повторуваат, она што го велеше Гордана Јанкуловска на времето, па и тие имаат треба да имаат шанса за вработување. Сега истото го викаше Керинска. Мислам, буквално истите зборови ги пресликуваат како доаѓаат на власт. Така што јас искрено во оваа изјава на премиерот немам некоја надеж. Гуцевски? Па јас веќе се согласам дека и децата на функционерите, впрочем сите деца, впрочем секое физичко лице што бара вработување треба да има еднакво право на пристап, еднакво право, еднакви можности да бара вработување, еднакво со сите други да учествува на пазарот на труд. Сега што значи еднакво, така? Некако еднакво, дали ќе има поеднакви или помалку еднакви од еднаквите, за тоа може да отвориме дискусија. Таму каде што не е пропишано до крај, тоа се друштвата. И ќе се зема малку слободна минута повеќе да разговараме за тоа, што ги разликува друштвата од јавниот сектор. Првино што треба да го забележиме при било кое вработување, ако збориме за еднаквост, дали постои некаква пропишана процедура како се вработува ново лице. Така, дали постои воопшто. Ако не постои, еве работа за новинарите да видиме дали секое второ работно место е вработено на различен начин. Доколку постои, дали таа процедура е фер, дали процедурата, начинот како да вработите нов човек оди преку јавен оглас, со пропишани критериуми, со пропишани услови, да работното место за кое што барате да се вработи новото лице, прво постои. Прво постои работата, па формирате работно место, каков тип на профил на човек ви треба да може да ја врши таа работа, па го обзнанувате работното место, така, што значи да се обзнани на начин до кој најголем дел од заинтересираното потенцијално население има пристап. Дневни медиуми, вебсайт, портали веќе постојат, така, обзнанете го работното место. Отворете го доволно време да биде достапно да може да се пријават кандидати. Понатаму што се гледа? Дали пријавените биле испрашани, дали нивните компетенции, квалификации, така, соодветноста да одговарат на барањата на работното место, така како се проверени. Дали сличен тип на прашања, со иста сложеност, се поставувани на сите кандидати. И на крај, кој е избраниот? Дали избраниот стварно е најсоодветен? Па дури и да е дете на премиерот лично. Ако според сите овие филтри излезе дека ги поседува квалификациите, однапред познати за сите, бил подготвен на интервјуто непристрасно, не треба да го трнете на страна, така? Но треба да има транспарентен, отворен процес како да видиме зошто е отворено работното место. Имало работа. Процес до сега. Добро сега, дали има или нема, ева работа за новинарите, нели? Јас се бавам со наука. Ние денеска точно побаравме да ни достават конкурсот и на кој начин се избрани кандидатите, рекоа дека такво нешто не може да направат. Застарени истражувања, не можам да кажам нови, затоа што допрва треба да се спроведат, под застарени, велам, стари до 3 години, укажуваат дека најчесто на Балканот, па и во Македонија, тоа е својствено за посттранзицијски земји во југоисточна Европа, прво се наоѓаат луѓето, па им се измислува работата. Што не е правило во здравиот менеджмент, во реалниот сектор, прво постои работата, па барате некој да ви ја заврши. Но ете да видиме дали таа практика ќе продолжи. Само реков неколку збора за друштвата. Што е интересно за друштвата? Треба да разликуваме чисто категорички што е јавен сектор, што е приватен сектор. Институции кои што се формирани со устав и со закон, кои што врз основа на законот или уставот со кои што се формираат, однапред имаат власт и моќ. Така, тоа се јавни институции. Почнуваме од министерство, од собрание, влада, правосудство, министерства, тоа се органите на државната управа, органи во состав како што инспекторати, агенции, дирекции, бироа, управи, заводи, самостојни органи на државата, регулаторните тела, единици на локална самоуправа понатаму. Тоа го броиме како јавен сектор. Имаме и уште еден тип на институции кои што немаат власт и моќ, а ги сметаме за јавен сектор. Тоа се јавни предпријатија, јавни установи, болници, градинки, училишта, средни, основни, музеи, спомен куќи и така натаму. Од 2000 година до 2015 се водеше интензивна битка и затоа и беше администрацијата некако најбучна да ја деполитизираме, да го направиме начинот на вработување у државната администрација што е можно помалку порозен на влијание. И конечно после 15 години сега гледаме дека администрацијата не е толку актуелна како порано. Потешко се вработува административен службеник отколку било кој друг на редовниот пазар на труд. Не е идеално, но некако таа процедура е стегната.
Мора да постои работно место, па да има 5-годишен работен план, па тој 5-годишен план министар за информатичко општество го проверува, па да се вработи нов човек, мора Министерство за финансии да ви даде амин дека има пари за нова плата што ќе се исплаќа, па јавна, па агенција за каква порака дојде. праќаме? Ќе Не, довршам. ќе дојдете да Дозволете, малку многу ми е преекстензивно вака професорски настапувате, ви говорете тоа. Многу ми е важно. Но оред, ајде. Така, на сметка на другите говорници, ја остапам повеќе збор понатаму. Значи има процедура која што има 5, 6, 7 фази и целата се одвива јавно. Друштвата се компании, трговски друштва, без разлика дали се основани како доили, бурек джилница, фирма за мебел и така натаму, шпедици и слично, па и акционерски друштва. Тоа се приватни компании. Каде се наоѓа нашата контроверза последниве 4-5 години и со тоа доправа ќе се бориме, повторно гледам кон вас новинарите. Некаде у последниве 15 на години сите јавни предпријатија некако излегува кои што беа профитабилни, каде што имаше пари, јавни предпријатија, јавен сектор се трансформирани во акционерски друштва. АД, приватен сектор, каде што единствен акционер остана владата во име на државата. 19.000 акции, еден акционер владата. Тука се наоѓаат контроверзиите и тука се пропустите, затоа што долго време тука беше порознаста. Собственикот е јавно справен субјект носител на власт, а функционира организацијата како приватна фирма. Во редовни услови, кого го интересира дали ги вработуваме правните луѓе? Во целосно приватна собственост, акционерско друштво, акционерите го формираат собранието, акционерите сакаат да знаат дали добро работи АД-то. Во услови каде што владата е единствен акционер, кого го интересира кој се вработува и дали добро работи АД-то. Доктринарно АД, чиј што единствен собственик во држава каде што се прокламира како слободно пазарно стопанство, АД што пружа услуги, а единствен акционер е владата, не треба да постои. Значи се трансформирани некаде и не се продадени, застанати се такви. Добро, Или треба зашто да тоа е направено така? Тоа прашајте ги сите кои што учествуваа во таа трансформација и кои што не ги докапитализираа. Панковски, сега да не навлегувам, но- каква порака праќаме во однос и на реформата на она што се вели, не само администрација, туку на реформата на компаниите, на реформата на работниот процес, на реформата на мисловниот процес, најпосле кон кој што треба да се стремиме како земја која што еве од денеска ни се вее знамето на НАТО, утре и на Европската унија. Да, го споменавте знамето на НАТО. Интересно е што при таа церемонија една од темите за која премиерот Заев избра да зборува е антикорупција, што е малце невообичаено. И сега тука се постава дилемата дали тоа се прави поради тоа што тоа е врвен приоритет или па се прави бидејќи јавноста е многу сензибилизирана за тие прашања и на една таква церемонија се избира да се зборува за една таква тема. А во однос на пак да се вратиме на самата доверба. И самата антикорупцијска комисија јас ја гледам како една од главните двигатели за да се врати таа доверба, бидејќи ако ги земеме на пример младите се комплетно обесхрабрени да влезат во делот на да конкурираат за јавните огласи што се во јавната администрација, бидејќи тие однапред знаат дека голем дел од тие или веруваат дека голем дел од тие места се веќе договорени или се изградило, кој што напомена професорот, местото за одредена личност. Тоа исто така праќа сигнал конкретно за прашањето, праќа сигнал за дека и самите државни функционери не се толку убедени дека приватниот сектор е добра алтернатива за нивните деца, па така тие се убедени дека овие традиционално успешни компании се најдобра алтернатива за нивните деца, при тоа тие комплетно ги обесхрабруваат другите субјекти на пазарот. Исто така во однос на критериумите. Ние тука дискутираме за критериуми што се утврдени и дали двајца што ги почитуваат се кој е подобар од нив. Но тие случаи што ние ги гледавме, бидејќи моментално собираме биографии на членови на управни одбори во јавните предпријатија, тука можеме да видиме дека членови на управни одбори на јавни предпријатија се луѓе што не ги задоволуваат ни формалните критериуми.
Така, околу 7% од тие одговори што веќе ги имаме се луѓе со средно образование, иако формален критериум е да се има високо образование. Дури има еден случај каде што има и наведено завршено само основно образование. Значи, ние и во услови на чисти критериуми, кои ќе ги споредиме со квалификациите, тие не се почитуваат, а каде е тоа каде што двајца кандидати формално ги исполнуваат критериумите. Може ли за незаконско вработување да се одговара во оваа држава? Дали незаконското вработување носи последици по оној што вработува? Како да не? Значи, До сега не сме виделе такво јас би нешто. Еве рекол- слушаме примери дека јас се би вработуваат рекол- луѓе кои што не се со соодветно образование, не се законски донесени. Бидејќи очите се вперени кон комисијата, имаше вакуум, луѓето имаат право. Значи, комисијата ако сака да ја врати до вербата и треба да работи на угледот, значи мора да се бави со овие случаи и транспарентно да почнуваат луѓето дека се работи на овие случаи, не селективно, колку што може обнемно да се работи. И другото што е, од кога веќе не се работи точно на имотната состојба, сега согласно законот треба да пропишуваме други образци, и не само да ги пропишуваме и да ги пополнуваат луѓето, него треба и да ги провериме точно, и комисијата има веќе други надлежности што не ги немаше порано, и дата баз, значи, може да влегува во многу податоци во институциите, само преме кога ќе почне тоа да се делува. Значи, мора луѓето да гледат еднаш дека нивните пари се враќат, дека овде веќе има напредок и ќе се најдат други начини на спроведување на постапки за вработување, и тек тогаш ние ќе чекориме и ќе ги охрабриме сите да се борат против корупција. Но во овој случај, кај вработувањата, тоа што го рече професорот, задно време, последното време ги имаме некои механизми на контрола, како што се годишните планови за вработување и тие работи, што мора согласност да дава надлежниот орган за буџетот, па после треба да се добива согласност од другите институции, како што е МИОА и натам. Што беше до сега вакуумот? Законот за државни службеници, ако не грешам, од 2002 година претрпи негде 30 измени и точно 30. 30 измени и никогаш не се спроведе како што треба. Замислите што се правеше со оценувањето, не со живеет тој концепт, него формално или реваншистички, како да сме на универзитет. Тоа беше ужас, да ви кажам, и го кажам јавно, како не се преземаа мерки, барем од тие други надлежни органи кои треба да постапкуваат по службена должност. Сега со новите закони, значи законот за вработените во јавниот сектор и законот за административни службеници, имаат вградени некои други механизми, како што се годишните планови, балансерот за соодветна и правична застапеност и тие работи. Оценувањето е искомплицирано уште повеќе, администрацијата треба да се бави сама со себе, никогаш не се спроведуваат тие полугодишни интервју. Рамката на компетенции и рамка за самопроценка, ИСО стандарди и воведување на квалитет остана поими од 2013 година, а рамката е заедно со новиот пакет на законите, и чудно е никој веќе тие интерни постапки не ги чита никогаш, само чекат кога ќе дојде ревизија. Пропустите се големи и затоа велам, ако ништо друго, треба да наблегуваме сите. Комисијата за спречување на корупцијата многу будно за да го врати својот углед и присуството, но и другите органи работат селективно. Како може, например, да се случи од Државен управен инспекторат беа должни беа да ние од почетокот да проверуваат дали ги спроведуваме законите и дали сме ги донели подзаконските акти. Никогаш не се дојде. Тврдам одговорно. 2015 година, ако не се лажам, професоре, влегува законите во сила, ниеднаш никој не праша. 2015, точно. Слушајте, беше услов функционална анализа како претходен услов за да се донесуваат акти за внатрешна организација и систематизација. Закаснија 3 години се работеше на проектот за новите закони, закаснија со подзаконските акти и пропуштија правилници под стари теркови само да се препишува
основата од законот. Добро. И на крајот никој, само да довршам, никој не ги контролираше се до крајот. Сега има и други пропусти, например годишниот план се искористува ако зависи во советите на општините или органите дали кој е на власт, кој е на опозиција. Луѓето греват прсти да се чудиш, греват прсти без оглед што ќе се случи. Не знам, станавме чуден народ. И имате многу пропусти. Порано, и само уште ова да додавам. Порано можеше непополнети работни места да предвидуваш во актите за систематизација колку сакаш и да носиш луѓе по сека. Уште денеска го имате договорот за дело, што е забрането. Не сме да има за услуги, работа, договор за дело. И сега веќе имате непополнети работни места, што треба да се почитуваат член 17 од Закон за вработените во јавниот сектор, од 50% непополнети работни места 2015, 10% сега 2019. Сега го сменија законот, па ако процените во функционалната анализа, тек треба да заживее функционалната анализа, после колку години, од 2019 година, и сега ќе биде услов. Значи, мора сега да е услов да донесеме акти, а многу органи немат ни програма за работа, немат ни стратегија, а што е предуслов. И на крајот тие непополнети работни места, што се тука. Дозволено е сега со законот и на определено време и државните органи да го прават или преку агенции, претходно привремени вработувања, сега со новиот закон е агенции за приватни вработувања. Па тука се прави најголемата. Сега, никој по службена должност не ги гледа тие работи. Зашто го велам тоа? Не да се истакнам дека знам нешто од работни односи, но е клучот да имаме компетентни луѓе. И што е проблемот сега во ова? Значи се носат луѓето и до агенциите се праќа листата, замислите и по имейл се праќа. То да се чудиш и никој, а до агенциите треба да се прати барање со опис на должностите, описот на работните задачи и условите, па да ти најдат луѓе. Луѓето се вријат по институциите и само се носи листа. И затоа овие вработувања се случувале на таков начин, може не за сите, и никој нема пристап. И сега, ако никој нема пристап, во државните органи, во јавната администрација и во друштвата каде што мнозинството капиталот е државен, има инспекторат по работни односи, значи имаме и државен управен инспекторат. Кај се луѓето? Не го велам тоа дека комисијата за спречување на корупцијата ќе гледа што ќе прават другите. Ние мора да се бориме на тоа да ги сензибилизираме сите чинители и да сме присутни. Ако не, тогаш треба да дојдат други. Зашто сме ние тука? Да тераме мандат, да се акомодираме. Но другите, сите треба да функционираат, да добиваме фронт против корупција. Кога ќе добиваме фронт, ама како ќе добиваме? Немат заштита вработени. Ве молам, знаете кои реперкусии ги имат? Имат големи реперкусии. Процедурата за мобинг е законски задолжителна. Барајте ја од некој орган, копирале, чудно преведувале и само го стават или некој и не го дели, а треба да го дели и треба да се пази. Законот дојде закон за воведување на квалитет. Стандарди. Сега како може да бидат законите на стандардите? Значи, замисли, Македонија може би е прва во светот што има таков закон и сега станавме нешто друго. Вработените не можат тоа да го прават, ќе го прават некои тезгаджии што на вистина се шетат, а негде се вработени. Како го изведуваат тоа е голем процес и на крај ќе завршува со некој сертификат што се става само на веб страницата и ништо друго. И на веб страницата транспарентноста е што, каде ќе биде и која лента ќе ја сече челниот. Добро, и сега ме интересира, например, во таа и таква администрација, фирми што се под државна капа, што функционираат со државен капитал, има навалица од побарувачка за работа, дали е тоа од деца на функционери, дали е тоа од обични луѓе, и навистина ме чуди зошто никој не сака да се опроба во приватниот сектор, а сака да работи во ЕЛЕМ, во МЕПСО, во МНАФ или во било која компанија и тоа со условно речено со обични професии кои што не бараат некаква друга
за нечиска работа, нели, правници или било што. Еве Јордановска баш ме интересира зошто сите тамо сакаат, се чувствуваат неспособни па си велат тамо ќе не биде полесно и полесно ќе се снајдеме, се плашат да излезат на пазарот на труд кај приватниот капитал. Ја мислам, кај нас општо и како држава, мислам дека и така многу често во земјите на транзиција нема култура на вработување, на желба за вработување во приватен сектор. Или е селење во странство, или е работа која што може да се најде ако мама или тато се јават на телефон и е сигурна работата. Кога ќе се влезе во државен сектор, тешко се излегува, тоа го знаеме, така што тој дел дава една сигурност и така постојано со зголемувањето и со наоѓањето на овие начини, како привремените вработувања, ние цело време си го храниме тој систем така и на тој начин не можеме никогаш ни да се изчистиме од таа партиска администрација која што ни е навлеза. Сакам да кажам, еве, јас предпоставувам и вие сигурно не си огледаме своето дете заробено во некоја канцеларија, во некоја државна компанија и дека таму треба да си го помине животот. Не гледам среќа во тоа. Каде овие луѓе гледаат среќата? А јас лично не гледам среќа, затоа не можам ни да одговорам. Мислам, не знам зошто и работа во државен сектор би ми бил предизвик. Мене лично никогаш не ми било. Гоцевски? Па јас би сакал за да не се распинам како пред малку, 4 точки само ќе кажам. Едно е во врска со линии на отчет преска што поставивте прашање, второ е резултати од испитување на јавно мислење 2016 година. Нагласувам годината затоа што не е повторена, не знам, Институтот за демократија можеби ќе каже дека нешто е сменето сега. 3 е последици од излегувањето од договорна економија, каква што беше југословенската, и 4 е клиентелизам. Прво, линии на отчет дали некој сноси одговорност. Има нешто паушално си го нарекуваме ние офелата, чувар на законитоста во една организација е раководното лице, односно одговорното лице во правното лице. Тој што е челник, било да е директор, било да е министар, тој што е еден на чело, така што е поставен да секојдневно раководи со сите вработени, се очекува од него да биде чувар на законитоста на работењето. Доколку има повреда на било каков закон, тој одговара прекршечно. Доколку се стекне со имот некаков, така противправен, за тоа што го врши, одговара кривично. Така, тоа е корупција. Едно е небрежност, друго е корупција. Малку се разводнува линијата на отчетност кога одговорното лице во правното лице е колегијален орган кој што се конституирал преку непосреден избор. Кога раководното лице се 120 пратеници. Нема челник. Малку се разводнува одговорноста кога одговорното лице и правното лице се членови на советна општина и градоначалник. Што ќе му правите? Малку се разводнува уште повеќе кога одговорно лице, правно лице е влада, кога ве бира влада, кога членовите на управните одбори ги бира влада. Премиерот ќе одговара прекршечно или кривично, како ќе кажете дека он затоа што расписал огласте вработување на 30 луѓе и 20 се вработиле. Уште повеќе се разводнува, и тоа е работа за новинари, уште повеќе се разводнува одговорноста кога сакате да третирате кадрова политика однапред како коруптивна сделка. Затоа што кој е тој што нема инсайдерски познавање да каже дека на една фирма нема потреба да вработува нови луѓе. Сега од аспект на управување со човечки ресурси, јас можам да го кажам чисто школски, од некакво искуство со таа работа, треба да има единица мерка на обемна работа, што во приватниот сектор таа метрика постои, во јавниот сектор се уште се бориме да видиме точно колку работа има една јавна институција. Па потоа да кажеме, овие наши вработени не можат дома да се отидат од работа или се да со скрстени раце затоа што нема работа. Така, тоа е прва битка што треба ако сакаме да разговараме за метрика, некаква таков показател, непристрасен, излишно е да се вработат 500 луѓе, нема работа за нив. Од друга страна, ако има работа на Македонија и фалат, можеби 3000 лекари, затоа што им требаат лекари, не може да повтасаат, се избегаат земјава. Така, но треба да се постави објективен параметар метрика. Јавното мислење, кој сака да се вработи у јавна администрација, најчесто се лица кои што имаат очекување за известност од таа работа. Што е известност? Сигурна плата, не голема, сигурна плата, сигурен кредит, сигурно здравствено, сигурно ако жена ми не е вработена или ако жената е вработена, сопругот не е вработен, за сопругот може да го осигура, сигурно потрошувачки кредит, така известност на работата. И затоа тие работни места се атрактивни. Велам, нивното очекување за известност. Работата во јавниот сектор последните 17 години е далеко од известна.
Далеку од лукративна и далеку од известна. Богати службеници нема. Тие најгоре на врвот во раководните структури, да, може да имаат плати 36, 37, 40 илјади, министрите имаат 69 па нагоре, но државен службен, административен службеник просек има 19 до 23. Така да не можеме да збориме дека тие нешто се обогатиле. Сега кој е спремен да влезе во така наречена коруптивна сделка или во суден на интереси да го прекрши за да се вработи во јавна администрација? Од испитувањето на јавно мислење, тоа го третираме како клиентелизам, така вид прокво, каде што јас сум спремен да гласам за тебе по секоја цена и се ќе направам за ти да дојдеш на власт, ако ветиш дека мене ќе ме вработиш. Тоа се лица кои што се 18 до 35 или 18 до 27 на 27 опаѓа таа веројатност, барем кај тие испитаници тогаш, кои што завршуваат некакво школо, се школувани, некакво школо, така, и немаат работа. Тие се најизложени, не велам само тие се покажа доминантно најизложени да направи што било, само за да му дадеш работа. Како доаѓаме да тоа биде толку атрактивно кај нас? Како е тоа толку популарно кај нас? Не е само во Република Македонија, Северна Македонија, туку е кај сите посттранзициони земји кои што излегуваат од така наречени договорни економии. Централно-планска економија, читате договорна економија. Како тоа функционира? За да ти направам 1000 бунди, ти ќе ми ветиш дека ќе ми ги купиш и ќе ги продаеш. И ја дури тогаш правам 1000 бунди. Прво ќе се пружиме рака, дека ќе биде работа, а потоа нешто ќе сработиме. И тоа влегува во колективна свест. Прво вети ми ја известноста да ја видам, па потоа било што ќе правиме. Кажи што треба, ама прво да се ветиме дека јас ќе бидам и ти во играта. Додека фер пазарно стопанство вели фер правичен надпревар. Јас не знам кој ќе ми ги купи чевлите. Мора да видам дали луѓето сакаат чевли или чизми или што сакаат, па да видам што е интересно, што е квалитетно, па колку пари имаат, па такви чевли да правам. Па пошто не може на нашето пазарче да се живее од продажба на чевли, борам да направам чевли и за Србија и за Бугарија, да ми се исплати. Македонија излезе неспремна во тоа, затоа што никогаш не се борела за пласман надвор од територијата на Југославија. Македонските фабрики шиеа, твореа, произведуваа за Белград, Загреб, Љубљана. Со распадот на Југославија, традиционалниот пазар македонски исчезна. Добро, благодарам. Добро. Да, малку мораме да вакво. Панковски, каков е профилот на луѓето кои што ја бараат работата во овие тела, органи, управни одбори? Вие истражувавте повеќе институции, дури. Да, ние ги следевме. И ја молам публиката во меѓувреме да се подготви за прашање. Ние ги следевме членовите на управни одбори и надзорни одбори на јавните предпријатија. И компаниите, односно акционерските друштва од целосна државна собственост, како и регулаторните агенции и други самостојни тела. Прво може да се види, ако ги гледаме конкретно профилите на луѓето што се во управните одбори, дека постои значителна разлика во квалификациите кај луѓето што се членови на управни одбори во јавни предпријатија и во другите агенции. Членовите на управни одбори во јавни предпријатија се со значително помали квалификации, кој што напоменав преска, има случаи кај што и формално, ги исполнуваат, не ги исполнуваат условите, додека ако ги земеме агенциите, регулаторните тела, таму гледаме многу попрофилирани личности и тоа се поврзува секако и со висината и на надоместоците. Надоместоците, односно тие паушали кои луѓето во управните одбори и надзорни одбори јавни предпријатија ги земаат се значително помали од другите, но сепак без разлика колку се мали или големи, тие се трошок на буџетот и мора да се види дали тие вистински ги заработуваат тие пари. Одредени начални некои резултати што ги имаме кажуваат на тоа дека не е на пример утврден бројот на седници. Исто така и претходни истражувања се направени за тоа дека еден член на управен одбор нема определено број на седници што мора да се појави во текот на годината. Исто така нивните работни задачи се многу комплексни, а нивните профили не кореспондираат со тие работни задачи. На пример можам да споделам два примери. Во една општина формира две јавни предпријатија, едно е комуналец, друго е водовод. Еден член со
средно образование, е член во управен одбор во едното предпријатие, а е портир во другото јавно предпријатие. Значи има такви многу случаи, или има на пример кај што полициски инспектори се членови на управни одбори во јавни предпријатија. Значи има такви многу профили што некако се надоврзува на таа теза дека многу од овие места за управни одбори во јавни предпријатија се фактички вдомување на педантни партиски извршители и исто тука треба дополнително да се истражи дали овие паушали остануваат кај нив или пак се враќаат назад во политичките партии. Добро, благодарам за сега. Дали во публиката имаме некој кој што би сакал да, мислам, како наш редовен гостин. Те немаше одамна. Да, ајде, ме молам микрофон. Добро вечер на сите и фала што сте овде што зборуваме за ваквите прашања секако. Како што кажа Младен, зошто беше тој анимозитет дека не би сакале да се вклучите во дебатата? Па затоа што дебатата е во однос на едното реалност која што е идеологијата на Снајди се па живее, а другата е филозофијата на професорот кој што зборува за систематизација на процесот на регрутација, на селекција на кадар. Знаеме што треба да се направи, знаењето е тука, имаме многу интелектуален кадар, знаеме секакви идеи, имаме многу и етички и морални личности кои што постојат, реалноста не се менува. И сега постојано само политицизираме за како да се смени реалноста со тоа што па еве ги кажуваме работите што ги знаеме, а од 2000 година до 2015 се случуваат промени во овој закон за регрутација на кадар што ги зборувавме. Само државна администрација. Само во државна администрација. Нешто е сменето, нешто оди кон подобра насока? Не велам идеално, но малку потешко се станува административен службеник отколку пред 17 години. За ова сакав да Но зборувам. не е идеално. Не мора да значи дека ако се искомплицира некоја постапка и што поголема компликација дека тоа е правилното решение на ситуацијата. Јас мислам дека одиме многу повеќе кон таа насока. Дека не си веруваме. Да. Не си веруваме. И с цел ги комплицираме работите, наместо знаеме дека треба, еве рецимо моје гледиште на ситуацијава каква е, можеби малку е неуко, но стандардизација на процесот на регрутација во јавен сектор, каде што ќе се изготват варијабли по кои што се вработуваат кандидатите, дали се тоа квалитативни и квантитативни варијабли ќе се процени понатаму, се даваат мерни инструменти за да се проценат тие кандидати. Тоа е тоа. Сега, ова е интелектуално гледиште, академско гледиште, каде што имаме кадар за да го примени ова, но реалноста нема да биде одраз на тоа, има тој геп на реалноста и академското знаење секогаш кај нас. Освен обем на работа. Да, така е. Значи, освен обемот на работа. Isprogramirano е. Што да се научиле, како да знаат, како да се викаат. Се е тоа isprogramirano, освен колку работа има Министерството, за да знаеме дали ни треба 300 или 250. Толку е тешко да се добие увид во тоа колку работи едно министерство, според неговите планови, рецимо 5 годишни, 10 годишни понатаму. Не можам да кажам дека едноставно, не е невозможно, не е едноставно. Добро, ви благодарам многу. Не, ја тука ништо би додала. Зошто да е тешко да се процени, например, дали е зголемен обемот на работа во некој инспекторат, во Министерството за образование, затоа што кога имаме наплив од вработување, посебно во општините, сега да ја отвориме веб страната на јавни набавки, 10 минимум огласи има за барање за агенција за привремени вработувања. Тоа се едни исти вработувања кои што се обновуваат секоја година. Привремени вработувања се случуваат кога е некој привремено отсутен или пак кога е зголемен обемот на работа во една институција. За да се види зголемен обем на работа во една институција, во едно општество, мислам дека тоа е нешто што може да се измери. Така што да се види, да речеме, во 2015 ако имале 1000 предмети во работа, толку постапки, не знам што, а сега се 2000, тоа значи да, имаат потреба од привремени вработувања. Ако нема, тоа е веќе многу јасно дека тоа е вработување кои што се тотално непотребни. Затоа е сега функционалната анализа само тоа да го мери точно. Кој тип на внатрешна организација и систематизација, колку непополнети работни места, ако се докажува со проекти, сега дозволија со измените, дека може да се има повеќе од тие 10%, и тоа што го рече професорот и што прашавте вие, стопира, значи инвазијата што беше
од колку може, например, институциите имале по 100 пополнети работни места, уште по 1000 опишани работни места. Окопирани, поопишани и можеле да прават се и се што и на крајот огласите беа спроведени во Агенција за државни службеници. Имаше злоупотреба во моменти, бидејќи сите тие кои беа блиски и на некој начин можаа да дојдат до 60 бодови за испит за државен службеник, имале тоа потврда или уверење и конкурирале на секаде. Значи злоупотреба на должност, предиспозиции за корупција. Јасна работа. Значи тоа е тука да не збориме за висока системска и тие корупции што ги имаме веќе и што ги слуштавме јавно. Значи комисијата веќе треба да третира и високо, и ниско, и латентно, и системско, за да може да се ухода и да се приклучат и другите како укажувачи и како луѓе кои ќе градиме заедно систем. А улогата е на Јас ако комисијата. добро го сватив нашиот гостин, ние тука немаме политичка волја за да се сузбие тоа. Вие имате од влада од 15 министри, имате 10 што си ги вработиле своите деца во дел од државните органи, од 120 пратеници имате можда 100 кои што ги вработиле своите деца. Каква порака праќаат тие луѓе, зашто зборуваме ние овде? Он ви вели законите, систематизации, а ние немаме политичка волја тоа да го измениме како држава. Ние секој ден гледаме како буквално се потценува интелигенцијата на целиот народ. Така што тоа како е според книгите и како треба да функционира, тоа е се во ред. Меѓутоа, што се наоѓа за да се протнат низ процедурите, дали еве преку привремени вработувања, преку укинување на еден тест, друг тест, па дури и без никаков пардон да се вработуваат луѓе или да влегуваат во управни одбори со средно, иако е предвидено со високо образование, тоа ми е само продолжување на една тенденција која што и досега сме ја живееле, никаков напор за промена. Па не случајно во законот, корупцијата се дефинира како злоупотреба на службените должности, јавни овластувања и така натаму. Значи на тапет се избрани. Треба да имаме добри фер избори за да имаме добри представници кои навистина ќе ги спроведуваат законите и нема да го прават тоа да дојдеме до предиспозиции и до катастрофа. Да, Има именувани кои треба да поминат низ добри постапки за да се увери јавноста дека заслужиле. Имаме назначени кои навистина мора да поминат. Значи ние мораме да најдеме начин и да се избориме за таа транспарентност и да побараме документација и да предлагаме што е тоа што народот мора или јавноста мора да го знае за да не дојде до тоа да се оцрни све. И тие деца на функционери не би ги споменале на овој начин, што е неблагодарно, ако некој би имал можност и да ја види, а сега можноста да ја види. Значи работата е јавна, подлежи на јавна контрола. Цело мора да се објавува. Ги гледате сега веб страниците и тоа ние немаме ни надлежна, ни административна контрола на работење. Тие кодекси никој не ги чита, никој не ги почитува. Не сакавме и да ги донесеме, останавме на добра волја. Сака некој или не. Во јавна администрација веќе од 100 вработени, јас сега можеби не е вред да проценам вака паушално, секогаш некој 30 до 40% од луѓето што веќе свесно или некако така инерцијално работат. Имате луѓе кои воопшто ништо не работат или луѓе кои никој не ги прашува. И како ќе имате компетентни луѓе кога, например, се донесуваат луѓето и ти се бара да им опишуваш работни места во систематизација. И каква администрација ќе имаш? Тоа се случува, до сега се случуваше така. Ево нашите активисти, што да им правиме? Никој не знаел што завршиле, него ево сега опишува и места. Со години се случува. И тие што беа најголеми критичари кон ова, кога доаѓаат и добиват власт, со мали исклучоци го прават истото. И затоа треба да се почнува од овие луѓе. Комисијата задолжително ние мора да се бавиме на ова за да го вратиме до вербата на луѓето. Вака, промени општествени се менуваат кога сите засегнати страни во општеството инсистираат на промена. Октомвриската револуција не се случи ради гневните селани, имаше и во царскиот двор дел од аристократијата што не можеше да го толерира повеќе.
Што може да се направи? Политичка волја се гради и разградува. Видете, никој со сила не е вработен во администрација. It's supply and demand. Има побарувачка за тоа. За да се измени. Од една страна имаме непристрасен чувар на јавниот интерес, тоа се непристрасни медиуми, мора да постои простор за нив, за да можат да следат што прави јавниот сектор и да го таргетира, затоа што просечниот граѓанин што се бори за живот нема време да следи секој министер и директор што прави, затоа ни се медиумите да ни посочат кога нешто постои. Добро е државата да има автоимун начин на реагирање како што е комисија, која што до овој состав беше први не постоеше година дена, немаше состав, претходно беше една од поинертните институции и друго е вие, луѓе како вас. Знаете, политичка волја. Бидете вие новата политичка волја. Во услови на вакуум политички, опортунисти влегуваат во политика. Ако нема квалитетни луѓе спремни за надпревар, спремни за борба, да се борат за доверба на јавноста, тој политички вакуум ќе го пополнат опортунисти. Сега мислам, не знам да не ме разберете погрешно, изборете се, ние да ве поддржиме, не мислам лично вас, иако и да имате афинитети. Нема спор со тоа. Мора и вие да бидете граѓани спремни да се изборите, да го земете политичкиот простор. Воспротивно, тој вакуум на кој ќе што да им правите 120 пратеници се. Ги избрал народот, ги избрал. Само една мала шала како да ви се додадам на ова што го кажавте, не само октомврска револуција, него можеме да се вратиме буржоаска револуција, кажавте дека треба и двете страни да имаат заеднички така. Ма има и една работа кај две револуции, тоа што двете се решени со војна и со воен конфликт. Да се вратиме на марксизам ако зборуваме за тоа. Значи единствениот начин е како да ги решиме проблемите војна да избие, ако гледаме историски. Ама сега во модерно време двата примери историски не беа демократи. Така е. Сега имате простор да се изборите одлично. за некако Значи, да сега добиете. ние се убедуваме дека живееме во либерална демократија, каде што ние сите имаме право на глас и треба јас себе лично како субјект можеби да се изборам за моето право за да се вработам конечно на 26 години во било каква организација. Но имаме еден проблем, што нашата колективна свест се уште мислам дека се тлее таму во тие денови на војни на марксизам, дека се залажуваме веќе ние 20 и нешто години дека живееме во демократија, што го покажува праксата и реалноста. Затоа што ние, ако зборуваме за академскиот кадар, за квалификуваниот кадар, знаеме секогаш како да се сменат работите, како што зборувавме до сега со систематизација, но сакаме државата сите проблеми да ни ги да, реши. државата да ги реши сите проблеми. Кој е крив државата, кој ќе го реши државата? Или војна. Не. Се шалам на марксистичка сметка, беше ова не повикувам на воен конфликт никако и во ниеден случај. Да се оградам од тоа сценарij. Активирајте се јавно. Да ве поддржиме. Добро. И ова е некое јавно активирање. Тука да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија. Во услови на комплетна недоверба на граѓаните во институциите, секоја мала грешка, фалинка се гледа многу критички, се обзервира и така и тој случај и со овие вработувања. Бидејќи се додека ние не изградиме доверба во институциите, сите овие вработувања ќе се гледаат низ призма на тоа дека тие се со врски. Ми личи како да секој чекал да дојде на власт, да зема партиска книжка и за да добие на работно место во државни институции. Каде завршува судирот на интерес? Кога ќе се оствари интересот, а никој за тоа не знае. Тогаш станува корупција. Ако си ги зел парите, ако си му најавил за да ја спушти цената, да биде најевтин на тендер и да го добие тендерот, тогаш станува корупција. Се до тогаш, ако го обзнадиш или најавиш присуството дека физичкото лице од другата страна некако се знае со тебе, до тука имаме суден на интерес. Со корупцијата нема компромис. Значи, барем јас така размислував секогаш, а од денот на именувањето, барем кога е корупција во прашање, и тоа јавно го кажувам, немам пријатели, немам блиски, немам роднини и да ме држите за збор. Да, тука сме некаде на крајот на оваа емисија. Јас ви благодарам на сите што бевте вечерва во 24 отворено. Се разбира благодарности до публиката што земавте активно учество во делот оваа дебата. Јордановска, имавме порано обичај ние новинарите, коалицијата ВМРО ДПМН дојде, наречеме тендер коалиција. Ви се мотаат ли сега во глава некои називи за
овој тип на коалиција што функционира? Знаете што, веќе порано може би ни беше смешно до некаде, знаевме да си тераме шали на таа сметка. Сега денеска веќе се фатив себе како ги читам сите шали по социјалните мрежи и во однос на тоа како се нарекува коалиција и веќе престанува да ми е смешно. Веќе тоа, мислам дека во овој барем сегмент од општеството веќе се толку се допира дното да кога веќе немаш ни сатира, ни некоја шега да кажеш на сметка за тоа, значи дека стварно е време да се направат промени. Сакаш да кажеш порано сме ја имале надежта, сега надежта е на пониско ниво? Да, мислам дека тога мислевме дека имаме поголем избор, сега веќе сме во еден ќорсока кога или ќе се отиде нагоре или веќе дното е достигнато. Така што кај мене не е веќе смислата за хумор толку изразена. Добро, ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.